И понатаму сме актуелни и понатаму зборуваме за хуманоста и се разбира ве поттикнуваме и апелираме да бидете хумани. Тоа ќе го правиме во разговорот во продолжение со господинот Душко Христов, председател на Банка за храна Македонија. Па добре ни дојдовте. Добро ден, благодарам поканата. Драго ми е што одвоивте време. Знам дека сте во моментов што викаме ние хаос, но тоа е убав хаос, затоа што нели треба да се достави она храна, оние производи кои онаму каде што треба да стигне и посебно овие денови предпразнични се разбира малку да се усреќат тие семејства кои што немаат. Барем да заборават на момент со проблемите со кои се соочени, бидејќи сиромаштијата и гладот бил, има и ќе има. Така да ние сме, како што рековте, еден мала искра на убавина во овие новогодишни и божични празници што доаѓаат. За оние што не знаат, кој сте вие, од кога постоите, од каде идејата, вие ли оформивте во соработка со некого, кој се приклучи, како станавте волку големи, затоа што верувајте кога ќе се изгугла на социјални мрежи, односно само напишете или на Google Банка за храна, куп информации излегуваат за вас, тоа значи, е показател. За 15 дена од сега сме точно 11 години во етерот на граѓанскиот активизам во форма на Банка за храна Македонија, иначе сме и придружна членка на Европската федерација на банки за храна, каде што сме над 240 банки тамо, во 29 земји од цела Европа, ние не познаваме граници, како што напоменав дека за скоро 11 години, ама 10 ефективни, ние успеавме да собереме над 1800 тони храна, да ја споделиме до крајните корисници, како што милуваме да кажеме, ние сме, нашата мисија е нула глад и нула загуби во храна, бидејќи едното со другото оди, користејќи ги одредени искуства и системи кои што на некој начин владеат во светот, особено во банкарството со храна. Тоа спомнав дека се случи пред некои 11 години, се собравме ние 19 ентузијасти, мислејќи, односно убедени во тоа дека можеме, па и пробуваме да секој вишок на храна, бидејќи во нашата терминологија македонската и во законодавството, тој како термин не постои, не постоеше уствари, до пред 2 години. Терминологијата гласеше храна со истечен рок, ваква храна, онаква храна, меѓутоа зборчето вишок на храна никако не фигурираше во нашето секојдневие. Така да кажам, ние 19 ентузијасти, негде 2010 година, крајот на есента, рековме дека доста е, мора нешто да направиме, бидејќи искуствата кажуваат од светот дека нештото се мрдаат на таа тема. Иначе банкарството со храна во светот е познато назад 50 години. Пред 2 месеца ние како членка на Европската федерација на банки за храна прославивме 35 години банкарство со храна во Европа, а ние како придружна членка сме 10 години. Има некои јубилеи кои што оваа година, иако е пандемиска, ги на некој начин ги одбележиме. Кому помага Банка за храна и изминативе 11 години рековте, дали сте задоволни од она што можете да го сработите во смисла, нели, и од донатори, и од комуникација, и од волонтирање, и од сите оние пропратни работи кои што го чинат сето тоа што го прави Банка за храна, или можеш и повеќе? Секогаш може повеќе, тоа е нормално. Иако сме ние исклучиво посветени на оние кои што им треба, тоа се пред се фамилии во социјален ризик, предржно однапред одредени фамилии кои што се на списоците на центрите за социјална работа кои што постојат. А второ, паталци кои ќе ги најдеме на терен, бидејќи Значи може и луѓе кои што сами да речеме ќе ви се обратат. Значи има и луѓе дечиња во центриве, после оваа емисија напомнав кога се договаравме дека ќе завршиме еден настан. Во рамки на Сивика Мобилитес поддржани, имавме сајм на невладени организации пред 2 месеци. Имавме така интересна герила акција каде што имавме едно ПВЦ платно каде што потпишуваа самите граѓани своји име и презиме и донираа средства за дечињата од дневниот центар во Шутур Изари. И ние после емисија ќе одиме на Квантачки, веќе е обезбедена овошјето што го набавивме и ќе ги однесеме да ги изредуваме. Што значи тоа помагаме на такви здружени форми. Меѓутоа имаме и од пандемијата кога се појави имаме огромен наплив на барања од страна на луѓе кои што изгубиле работа, а не се малку.
самохрани родители, тие се веќе на најголем удар, бидејќи самата ситуација си го налага тоа дека тие се тие баратели на кои што им се посветува внимание. Иако, за волја на вистината, сакам да кажам, напоменам, во општина Центар со поранешниот и сегашниот градоначелник имаме една успешна соработка. На месечна основа донираме, односно собираме, пакуваме и доделуваме околу 150 пакети на 150 семејства. Во Кавадарци е таа бројка е помеѓу 100 и 110. Во Штип веќе има 30 на фамилии кои што на некој начин на месечна основа може да добијат таков еден пакет. Да се разбереме, ние не можеме да обезбедиме храна за 365 дена за едно семејство или за еден човек. Ние со нашата работа и улога во општеството подпомагаме во одредени временски периоди да тоа семејство барем на некој начин ги има основните производи на својата трапеза. Да. Спомна и други градови, не сте само на ниво на главниот град, туку на ниво на цела Македонија. Верувам со други здруженија кои што ви се приклучени. Како оди соработката? Спомна, колку рече, 19 на почеток бевте ентузијасти? 19 луѓе. 19 на сега колку сте? Има ли бројка? Сега има многу повеќе, бидејќи сега имаме и во формирање на хартија, да речем, локални филијали, да ги речем, банки за храна. Затоа и споменав, за да нели им појасниме на гледачите дека во Битола, Кавадарци и Штип, некако ги избрахме тие региони бидејќи во тие општини и во тие градови имавме пред се добри партнер организации без кои што ние не можеме да работиме. Сами како организации ние сме една од илјадниците организации во Македонија, но да бидам искрен, значи тие организации покажаа особен интерес да бидат дел од банкарството за храна. Имаме и други организации во други општини. Еве акцијава што малтене вчера заврши. Сите заедно против COVID-19, проект поддржан од владата на Македонија за поддршка на граѓански организации за справување со COVID кризата. Ние обезбедивме и од CBF Македонија обезбедивме над 15 тони храна и некако се погоди 501 пакет поделивме во рокот кратко време, една недела беше. Посетивме 7 општини, 8 уствари, и на тој начин, еве, пред новогодишните празници, да таа помош биде споделена не само во Скопје или не само на една точка, него сакавме и успеавме во тоа да споделиме и во другите градови. Така. Кои ви се реалните проблеми со кои што се соочувате, за да може да се стигне до што повеќе луѓе, за да може да таа храна која што ја имате, а верувам и имате во доволни количини да стигне онаму кај што. Со што се соочувате како проблем? Прво се соочуваме со складиште. Иако складиште во моментов ни од тргови донација, да речем така, бидејќи огромно 150 квадрати плюс 50-200 квадрати, значи, се соочуваме со средства за дистрибуција, бидејќи најиздатен проблем, односно најголем издаток во делот на банкарството со храна е дистрибуцијата. Бидејќи од точка А до точка Б се троши гориво, се троши време, се трошат ресурси од типот на волонтери, кои што, да бидеме волја на вистината, не можеме и ние да ги оставиме на некој начин, да не ги удоброволиме, барем за сендвичи, за патувањето кои што го користат. И оно што го рекол, волонтерите, бидејќи да, имаме волонтери, нели, меѓутоа секако дека тие волонтери во одредени моменти ние не можеме некој да волонтира цела година 365 дена. Затоа треба да обезбедиме одредени средства, на некој начин барем оној волонтерски додаток што и по закон што го имаме, го следува тоа лице да на некој начин му се одолжиме. Да. И како растете, верувам многу и повеќе волонтери, многу повеќе луѓе, многу позахтевно и многу поголеми трошкови, што се несе од оној дел, нели, за гориво и нели транспорт. А наидувате ли на убав прием, да речеме, од владата, политичарите, оние кои што можат да направат нешто? Не. Имавме одредени изливи на прифатливост од страна на институциите во почетокот, но последното време кога почнуваме да укажуваме дека овој проблем не е само сега и за денес или само за утре, овој проблем системски мора да се реши. Кога бараме измени дополнување на одредени закони и законски решенија и нудиме одредени да ги речеме системи или правила како што владеат негдека во Европа, бидејќи таму целиме,
тогаш некако непопуларно е да ти нив ги критикуваш во одредени моменти. Овој само ќе бара тоа. Ние не го бараме за нас. Тоа го бараме да и после нас, бидејќи јас во една прилика еднаш реков, ниеден премиер, министер или било што е како функција во државата не сака да биде претседател, премиер или министер на гладни граѓани. Така е. Кој е тој будала кој ќе рече да, јас сакам да бидам? Не, тоа не може. Меѓутоа, ајде да седнеме на маса да го разложиме проблемот. Иако спомнав, 2019 година бевме во работна група каде што го драфтиравме оно зборишто што реков закон за донирање на вишохрана, и ја им се чудам и на овие власти сега како тој загледа во некоја фијака уште 2019, а да не го извадиме на маса да го тестираме во едно ковид време, бидејќи верувајте, ние оваа година ќе ја завршиме со над 350 тони собрани поделена храна. Иако во две поголеми акции во мај месец, тогаш поделивме 1620 пакети во 20 општини. Не беше тоа целта храната, да и убави беа пакетите богати да ги речеме, но беше поентата да подигнеме свеста дека нешто во општеството има, ајде малце да го кренеме на ниво на кој што ќе одговара на сите. И на бизнис заедницата, односно операторите со храна, и на самите институции најповеќе на некој што им треба. Бидејќи ако речем дека 100 пати се зголеми бројот на граѓани баратели на помош во времето кога условно речено немаше ковид, е малку. Затоа што се јавуваат луѓе ад хок, дај ми барем за 2 дена, за 5 дена, мислам, тоа се не е убаво да се слуша. Да, камо ли да се на некој начин пристапи со тој проблем. Доста голем. Ние имаме и правило дека само 3% од нашата активност, односно поделба на храна, можеме да ја објавиме на тоа, бидејќи не значи дека на секој како му се помогне, па ти треба да му го земеш и достоинството под наводници. Така. Бидејќи храната е таа која што нам ни треба секој ден, односно на сите нас. Така. Рековте, нели, и со европските банки за храна имате убава соработка, а конкретни има ли предлози, чекори што се однесува до законите кои што треба да се изменат? Има ли нешто конкретно што може да споменеме дека би можело веднаш да се... После нова година веќе сме спремни тие дописи до сите тие институции да ги малце инициираме да подразмислат, бидејќи по овие 2 години све нешто и политики, па и да, секој година избори имаме, тоа е најбитно. Да, секој ден имаме. Бидејќи тоа непостојаност на кадрите кои што се во одредени институции, министерства, локална самоуправа. Да, таму сте успоставиле контакт со некого, веќе го нема. Или не е битно. Значи, алудираме на 3 законски решенија. Законот за донирање вишо храна да го ставиме на маса, да издебатираме што му фали, што не му фали. Законот за донации и спонзорства во јавниот сектор, исто тој е, бидејќи првиот закон алудира на вториот, тоа значи го уредува начинот на донирање и бенефитите за операторите со храна, и третиот е закон за социјална заштита, бидејќи вулгарно или не, меѓутоа закон за социјална заштита во Македонија во моментов не признава услугата во храна, не збориме храна, услугата во храна да ја препознае како јавна услуга. Веќе имаме разговарано со експерти на оваа тема, од сферата на социологијата, на економијата и така. Веќе имаме направена на еден документ кој што последна година ќе почне да циркулира, да укажеме на тоа дека ние сме тука. Ние 350 тона ги собравме и ги поделивме. Многу, само 3% е направен пиер од тие 350 тона, каде што таа храна е навремено, со харти, со фактури, со договори примена како донација. Тоа не е нешто ние собравме. Ќе одиме да собираме пред маркет, тој дали сме собрале 5 кила или 10 кила, ние викаме 100. Не, ние имаме харти за сета донација која што нам ни дојде во организацијата и ја споделивме со нашите партнери до крајните корисници, ние имаме документи. Тоа се над 5-6 илјади семејства кои што оваа година на некој начин ние допревме до нив. Зборувавме дали има слух државата, а сега да се осврнеме на оно друго, кога сме кај слухот, донаторите дали има доволно донатори? Мора да ги пофалам, од кога почна ковид кризата, неколку донатори буквално изрипаа со своите донации. Знам дека економски не смееме да ги спомнеме ради тоа. Меѓутоа, во одредени моменти ја мора да убедам јавноста дека имаме толку многу храна што не знаеме што да им правиме. Меѓутоа тоа не е храна да некој рачуна дека ние во пакетот мора да ставиме и масло, и шеќер, и брашно. Тоа се одредени производи кои што се
условно речено со недела две рокну потреба пред Да, истекот што на не рокот, бараат и и ние услови во мораме. смисла да замрзивач, верувам, Така, заради... и то се пред кондикторски производи, да, кои што ние конзервирано. можеме катадневно да ги дистрибуираме до крајните корисници. То се претежно или благи работи, или солени работи, смоки, чипс, ресани. А сепак она основна храна не можете да ми дадете од типот на млеко, леп, Млеко, нешто што секојдневно се... да. Ајде, млеко има сега тетрапа кое што трае и не бара Леб замрзнувач. не, затоа што лебот е исто со краток рок, тоа. Да, затоа споменав. Лебот е еден од најголемите, односно како расипници на храна кои се јавуваме, тоа се семејствата. И лебот е на прво место каде што се фрла. Значи тоа се најголемите издатоци, односно фрлање на храна, вишоци што се појавуваат. Да, најголемиот вишок е лебот. Лебот. Мислам, Затоа што сме околу 500 горе-доле, плюс минус 500 што не можеме да го испланираме колку ни треба. Лебот, овошјот и зеленчукот, тоа се работи со умеснатите, тоа се тие три категории на производи кои што ние како домаќинства ги фрламе, да речеме на дневна основа. Така. Реков ја имавте навистина многу акции, дел од фотографиите ги гледаме од она што изминатиот период се случуваше, изминатите некои фотографии се нели изминатите години. Споменавме кои се проблемите реални со кои што се соочуваат околу дистрибуцијата. Храна рековте секогаш, барем сега за сега има што се однесува до нациите, но треба таа храна и некако да се достави. Добро, како може да ви се обраќаат оние граѓани кои што сакаат? Тоа е најбитно прашање и некогаш дури и мојот одговор или одговорот на моите колеги и колешки е малце груб при одговорот на тоа, бидејќи сека организација се труди да каже најубаво за себе, не викаме не овој одговор ќе го кажеме како што е. А не може секој кој ќе се јави, напишува на месенџер или на телефон, јас имам две деца. Добро, супер, нека се здрави и живи. Меѓутоа, дајте да дадеме простор да направиме тој систем. Денеска сум ја тука и вие, меѓутоа утре ќе ме нема. Што некој како таа фамилија или како тоа семејство има проблем. Ние се трудиме да преку локалните партнерни организации го испитаме тој случај и го ставиме во листата можеби на корисници за помош. Оти најлесно е на Facebook или на телефон ќе ми пише, не на мене, на сите ќе ни напиша некој. Мене ми треба. Знам дека треба. Тоа е факт, повеќе од факт, дека ние како луѓе пред се, јас ќе кажам, јас имам влезено во 30.000 домови во Македонија. Во 15.000 и повеќе ни куќи не би преживеало. Значи такви се условите кај што живеат, а камоли уште па ние да едноставно имам представа што значи мака, што се вика на тие фамилии. Од тој аспект гледаме веќе имаме мал систем натрешен и со нашите партнери, да неколку ќе се јави, го упатуваме, не секогаш имаме добар прими од општините, нели? Сега се плюс нови градоначалници дека да ги поминеме сите малце. Па да, пак се враќаме на она. Дури остварите комуникација. Да, и на тој начин треба да најдеме локална партнерна организација која што ќе биде поодговорна за таа фамилија или тие фамилии од таа општина. Не е само мене ми треба храна. Еве се јави баш господја од Гостивар. Што да правам? Од Скопје до Гостивар како? Карго овие логистика што разнесуваат пратки на друго веќе не примаат храна. Како ќе ми ја пратиш? А од Гостивар и на запад толку не кошта храната. Да. Значи мораме да тој систем да го направиме. Верувам дека ќе се ширите локално, односно по што повеќе градови, за да можат базите да бидат подостапни, поблиски до градовите, да не биде се... Оно што го спомнав, вишокот на храна, тој вишок на храна ќе работиме со операторите со храна, да не се враќа во Скопје или во главните магазини, него достанува на место кај што се продавал, кој ќе му дојде времето за донација, значи таа храна да остане таму, така да храна ќе има низ целата држава. Јас тврдам, неколку пати до сега, можеби 3-4 пати, ќе има толку храна, вишок, што ние нема кому да дадеме. Некој ќе се насмее на ова, меѓутоа е вистина. Да, дури вака чудно звучи кога ќе го спомена. Со параметрите како дојдовме до тие бројки и начинот на сето, меѓутоа тоа е вистината. Некој ќе се насмее дека одредени вишоци на храна ние ќе можеме да пратиме и во регионот и надвор од регионот. Мислам, тоа е факт. Еве Европа има ние како Федерација на банки за храна минатата година сме поделили над 836.000 тони храна. Сме успеале да спасиме, ја спакуваме и ја доделиме до крајните корисници. Тоа е бројка.
ги спомна регионално, спомнавме дека нели интернационално имате соработка. Има ли некакви интернационални активности, барем до сега изминативе 11 години? Банката за храна е веќе дел од иницијатор и дел од платформата што ја креираме за сега првите 3 регионални банки за храна. Сакаме да направиме Балканска федерација на банки за храна, бидејќи операторите со храна сме поврзани во регионот. Многу брже флуктуира, односно се разнесува храната од еден производител, бренд, да речеме, наши брендови во Србија и Контра и во Албанија. Сакаме да почнеме Македонија, Србија и Косово, веќе имаме платформа избрана од кои се тие организации, таму има веќе банки за храна, банка за храна Ниш и Приштина. После Нова година веќе стартуваме со таа веќе регионална взаемна што имате кај вас, што имаме кај нас, бидејќи ако кај нас имаме закон за донирање на вишо храна или во чија регулација и ДДВ-то кој што се регулира при донациите, во Србија тоа е најголем проблем. Компаниите би донирале храна, но имаат многу поголеми количини на донации во храна, но имаат голем проблем со ПДВ-то или ПДВ-то. Да, со ДДВ понашто. На Косово, добро, таа акција како организација се уште не мрднала еден дел, меѓутоа сакаме да ја на некој начин подигнеме, да ја извадиме на масата. Вие како поискусни малку да ги упатите, зошто да не? На крај крајава не може секој да ја и административно да ја регулира таа работа. Да, ние се нафативме, бидејќи имам малце подолго сум во овој граѓански сектор, па и во регионот присутен. Најдовме на добро разбирање. На наша иницијатива се формира и Федерација Банак храна Србија, значи што е и плюс една банка за храна во Сараево. Така да првите 3 сме тие, а ќе видиме понатака да ја абсорбираме и Албанија, и Црна Гора, и Босна. Господине Душко, не застанувајте, тоа ќе ви го порачаме, ние сме тука да ве поддржиме и верувам дека ќе се слушне и апелот и дека со годините кои што ни доаѓаат ќе имате многу повеќе волонтери, многу повеќе можности да многу повеќе луѓе добијат храна од банка на храна на Македонија. Дај Боже да ставиме клjuč. Ако ставиме клjuč на банката за храна, тоа значи сме го решили и вишокотна храна и гладта или гладот во општеството, но имало глад и сиромаштие, има и ќе има. Ние сме тука само барем колку што можеме да влажиме. Не спомнувај клуч, спомни проширување. Во смисла дека нели ќе останете и понатаму со оние на кои што им треба. Да, ви благодарам. Благодарам уште еднаш и ќе се дружиме следната 2022. Успешна нека биде. Поздрав и ве оставам сега онаму каде што нели си имате планови. Да купиме јаболка, банани, портокали и да одиме во дневниот центар во Шутка. Така, поздравете ги таму. Благодарам.